Рапидно зголемен интересот на штипските фирми за искористување на мерката субвенционирање на плати, која е дел од оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година. И додека едни ставаат катанец на врата и по електронски пат ги одјавуваат вработените, другите се трудат да ја намалат редицата на невработени пред Штипската агенција за вработување. Во овој вакуум период доминира бројката на оние кои останале без работа. Поради намален прилив на работа, 4 помали конфекции престанаа да функционираат. Најголем е интересот за бруто субвенционирање на плати на вработените за период од 12 месеци. Искористувањето на оваа мерка во време на здравствена и економска криза е многу значајно и за опстанокот на фирмите кои се фактор во штипското стопанство. Досега за исплата на 12-месечни плати во бруто износ од 19.000 денари се заинтересирани околу 312 лица. Пријавите се во тек, а сумирање на резултатите и класификација на фирмите кои во целост ги исполнуваат условите содржани во оперативниот план ќе трае уште една седмица. Правните субјекти кои доставале барање до Агенцијата за вработување овие денови подлежат на строга селекција. Според изјавата на надлежните од Агенцијата за вработување, мора да се почитуваат најновите измени во Законот за вработување, кои освен правата на правниот субјект, децидно ги наметнуваат и обврските за задржување на работникот за споменатиот период. Доколку се случи непочитување на подпишаните договори помеѓу државните институции со правниот приватен субјект, сопственикот на фирмата ќе плаќа високи казни. Во Штипската агенција за вработување преку имплементација на оваа мерка по 16 септември се очекува да бидат вработени околу 80 активни баратели на работа. Доминантна е застапеноста на млади невработени до 30 години, но мерките за стимулирање на вработувањето ги користат и повозрастните категории кои опстанале без работа во последните 6 месеци, како и долгорочно невработените лица, лица постари од 50 години, жртвите на семејно насилство, лица со попреченост, родители на деца на улица и така натаму. Во Штипската, како и останатите агенции во регионов, се трудат да направат своевиден баланс помеѓу бројот на оние кои што во корона криза останале без работа и ново невработените, изјавија за М-нет надлежните. Инаку Штипското стопанство ќе добие околу 20 милиони денари за оваа ставка.